Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за актуелностите околу аграрот, останете на оваа фреквенција. Ова е 23-тото издание на Агроисток, единствена емисија во која се говори за состојбите и перспективите на земјоделскиот сектор во државата, со акцент на оној во источниот дел. Емисијава започнуваме со рапорт од селото Суво Грло Штипско, каде што почна трасирањето на асфалт во должина од 3 километри. Патот е значаен од повеќе аспекти, но најмногу ќе значи за сточарите. Суво Грло е село во Штипско, сместено на северните падини на планината Серта, на 15 километри од Штип, со околу 10 жители и 2500 грла ситен добиток, но и со непристапен пат кој им создаваше проблеми. Согледувајќи го овој проблем, општина Штип презеде мерки состојбата да се промени. По тој повод, представници на локалната самоуправа излегоа на терен за да извршат увид во текот на работите. Општина Штип започна со реализација на проектот изградба на локален пат од патот Штип-Радовиш М6 до селото Суво Грло. Вкупната инвестиција е 13 милиони денари без ДДВ. Должината на патот е 3 км, со ширина на асфалтот 3,5 метри и по 1 метар банкина. Средствата се обезбедени од Агенција за поддршка и развој на земјоделието и финансиска поддршка. Суво Грло за прв пат од своето постоење добива асфалт и сосема разбирливо ваквата вест ги израдува оние кои до вчера со недоверба гледаа на ветувањата дека нешто ќе се направи за нивното село. Вие сте овде староседели со ова село? Од татко ми населен тука 22 година, есентот тука неде октомври, септември месец. Да ни кажете колку порано, колку жители имаше, колку добиток? Жители имаше 40 и 2 куќи беа во турско село. Турско село, ние православни бееме, само 3 куќи власи бееме. А после како се иселија турците? Кога капитулира бивша Југославија, дојдоа бугарите и имаше срби тука, србите ги изгонија, дојдоа 3 куќи од Лесковица тука, да земјата што остана од србите посејана, доделија на ни. Вода има, чешми имаше? Вода имаме. Имате чешми? Имаме чешме, имаме. За вода не беме оскудни. Ама бедно тие сиромашка земја. Давачи у тоа време на земјоделието малку претоварени бееме. И луѓето избегаа во градот? Избегаа, нема екзистенција, нема обстанак. Сега колку останате? Сега останаме, ние 2 куќи, 4 куќи останаме, двојца по двојца. Рековте еден од најголемите проблеми бил патот. Сега патот ќе се направи, гледам, почна. Ако се направи патот, ќе биде за сите убаво. За сите и за нас и за секој што ќе живее, што ќе дојде, што ќе помине, за сите ќе биде. Сега, ако се прави добро, ќе биде и за нас, и за газите, за храна донесени. Ова село е идеално место за одгледување на добиток, особено овци и кози. Пристапниот пат ќе создаде услови за поинтензивен развој на оваа сточарска гранка. Остануваме со селата. Во наредниот прилог приказна за состојбите во Виничко низ примерот на една рурална населба, односно селото Грлани. Чист воздух, здрава животна средина, идеално поднебје за развој на сточарството и земјоделството, но сепак млади луѓе речиси да нема. И оние што останале, претежно момчиња во одминати години, стојат на раскрсница, не можат да се одомат оти во селото моми нема, а од страна тешко доаѓаат. Најодалеченото мало во село Грлани Виничко, малото Петревци, останува незаменливо за оние кои тука ја трошат својата пензија. Беше порно, све тоа се тоа држеа, одработуваше нешто земјоделчка, нешто стока, овци и говеда, тие траоти. Са секој гледа настрана малку да се оди по малку работа, повеќе пари да земе. Но за младите луѓе кои едва и се пребројуваат, за пензија е рано, а иднината допрва треба да се гради, но како? Ако не еш некаде на работа, мисля дека не може да биде екзистенцијата добра, пошто ефтино е млекото, да чуваш крави, 19 динара да чува млеко. Па ја мисля дека од 25 надоле не треба да биде, до 30, реално. Локален пат има, вода и струја има, но сепак нешто фали.
Како овие млади луѓе да создаваат семејство кога нема со кого? За малкумината жители кои остануваат овде, решенија треба да бараат и локалната самоуправа, но и централната власт. Јас мислам дека да има секој вработување и плюс може да се чува, да речем, 5 крави може да ги чува, ама да има вработување секој. Така. А ти тука да живееш со 5 крави, не можеш да живееш. Те како трстија интересно што беше фабрика, зградата постои, се си уред, едино се пооднови, да речеме, да прима там женски и машки, да речеме, на работа да се оформи, па нешто. Виница има неколку рицкопланински села од разбиен тип која делат истата приказна како и Грлани. Планински туризам, субвенции за земјоделците, но и отварање работни места се алтернативите кои можат да ги редуцираат миграционите процеси и пустошењето на селата од истокот. А кога сме кај селата и земјоделските површини, значаен сегмент од нивното пулсирање е водата. Она за наводнување од хидросистемот Брегалница. Ќе ја има ли и како ќе се распределува? Од следниот прилог. Комплетното раководство на новоформираното државно претпријатие за водостопанство на Македонија денеска оствари работна средба со градоначалниците на општините од источниот регион. На средбата се договорени потребните мерки заоспособување на главната и деталната каналска мрежа за навремен почеток на наводнителната сезона. Како што истакна директорот на водостопанство на Македонија Ромео Тренов на 15 април, сите водокорисници во подсистемите на Брегалница мора да добијат вода за наводнување. Целта ни е да се донесе вода, да се однесе вода до водокорисниците во моментот кога започнува сезоната, односно тоа е 14 април. На состанокот беа присутни 9 градоначалници, односно сите градоначалници кои што се под подружница на водостопанство Брегалница. Како што кажав, значи целта беше со нив да се исконсултираме, да ги видиме точните проблеми. Веќе денеска на пат е машина која ќе дојде и ќе влезе во полето, значи ќе почне со чистење. Понатаму во текот на наредниве денови ќе дојде уште една помала машина од скипер, која што исто така може да заврши работа во некои помали зафати. На крајот на февруари ќе ни дојде уште една машина и потоа во постапка е преговарањето за машини кои што ќе дојдат и овој дел од државата, значи кој што има објективно најмногу проблеми, но и најголем, ќе посветиме повеќе внимание за да може навремено да се пушти вода на водокорисниците. Значи можеме да ветиме дека ќе дадеме се од себе. Тоа е терен, значи се работи за теренска работа, не се работи за некаква канцелариска задача која што може да изработат неколку луѓе. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од подружницата Брегалница и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадам. Другото е терен. За тој дел од каналот, овој проблем го истакна градоначалникот на Зрновци и се договоривме во понеделник да се формира работна група која што ќе дојде на терен, ќе дојде од дирекција од Скопје и представници од водостопанската подружница Брегалница и представници на земјоделците, односно водокорисниците од таа страна на каналот, од левата страна на каналот, да се утврдат проблемите и да се види дали може нешто краткорочно да се направи. Значи, како што кажав, тоа е теренска работа, ова е прв ваков состанок. Понатаму за сите активности ќе видите навремено известување. Целокупната механизација со која располага водостопанство, како и механизацијата која ќе обезбедат општините, ќе биде вклучена во пробивање на каналите за квалитетна дистрибуција на вода. Во овој дел од годината акумулациите се во, да речем, нормална состојба, нема никакви проблеми од, мислам, некакви предупредувања дека може да има поплави. Се разбира дека нема некои снегови и води кои се очекуваат големи, така што и јесента и пролета ова работа ни одеше во прилог, можам да кажам во прилог за нас, бидејќи сме ново формирани, па можеше да се случи веднаш уште првиот ден кога се формиравме да излегуваме на терен и да санираме штети од поплави или слично. Времето ни оди во корист и очекувам
веќе се екипиравме и понатаму проблемите да ги санираме. Значи веќе тука се работи на тој дел, се чисти дел во реката Брегалница на територија на општина Карбинци. Исто така и се чисти оде во Чешиново, Блешиново, така наречениот бугарски канал, тоа се средства од Министерството за животна средина и од Министерството за земјоделство, односно управата за водостопанство, така што веќе активностите се започнати и ние очекуваме да ги следиме состојбите, особено на овој дел и на другите, да речеме Пелагонија, Струмичките регион, каде што се подложни на проблеми од поплавување. Според договореното на состанокот, земјоделците од источниот дел на државата може да очекуваат квалитетна наводнителна сезона, што е основен предуслов за зголемено земјоделско производство. А страништата и нивното палење треба да стане миното. Тоа ќе се постигне со добра земјоделска практика на која треба да се навикнат нашите земјоделци. Страништата, наместо да се палат и да го загадуваат воздухот, можат да се рециклираат, тоа сламата може да се преработува во пелети или брикети и да носи профит. На нашите земјоделци им треба квалитетна едукација за да го сватат штетниот ефект од палењето, а бенефитот од искористувањето на истите. Во таа насока се и 20 трибини со кои треба да бидат опфатени 400 земјоделци од Виница, Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци, кои се реализираат во рамките на проектот кој го спроведува Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Ние преку проектот веќе имаме од дел од активностите имаме 4 фокус фарми, каде на една фарма ќе имаме заорување на жетвените остатоци, на друга фарма ќе имаме мулчирање, на една фарма ќе имаме третирање на жетвени остатоци, значи на слама со додаток на уреа и вода и после одреден период додека ферментира, значи после ќе се дава како исхрана на добитокот за поголема количина на млечност, поготово тоа се применува кај кравите. Во проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, активно се вклучени и стручни лица од овие општини кои зборуваат за потребата од надминување на досегашната пракса. Со палењето се врши тотална минерализација, корисните компоненти или состојки од жетвените остатоци исчезнуваат практично и земјата останува опустошена или практично не е за употреба. Друго, при палењето на страништата се врши емисија на штетни гасови, имаме пред се јаглен диоксид, јаглен моноксид, се зголемува концентрацијата на оние PM10 честици, на кои им е потребно оно јаглеродно јадро што се создава при согорувањето на жетвените остатоци. Доколку тоа не се случува, ќе имаме бенефит заради тоа што сламата или жетвените остатоци кои ќе останат во почвата, природно ќе се распаднат, нели, ќе се подобри структурата на почвата, ќе имаме помала употреба на вештачки ѓубрива и многу други бенефити. Проектот е поддржан од програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, а координатори се Фармахем Македонија и Helvetas Swiss Intercorporation. Реализацијата е 7 месеци и треба да заврши до април 2016. Денојве во посета на Пехчево беше заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Тој оттаму најави оглас за земјоделско земјиште наменето за сопствениците на фарми кои на него ќе застапуваат фуражни култури. Темата заради која што сум присутен овде е барањето на сточарите, оние кои што се занимаваат со одгледување на добиток, посебно овој регион познат по одгледување на овци, значи со овчарството, оние кои што се занимаваат со овчарство, да она што значи одгледување на добиток и производство на сточна храна за да може да се нахрани добитокот и она што е генерално барање на сите сточари кои што се занимаваат со одгледување на стока, да државата, да владата, министерството излезе во пресред со објавување на оглас за проширување на капацитетите со државно земјоделско земјиште, да може да добијат државно земјоделско земјиште и да може да произведуваат сточна храна. За таа цел јавно сакам да објавам од ова место дека
владата на Република Македонија и Министерството со оглед на барањата на сточарите ќе објави јавен оглас посебно наменет за оние кои што поседуваат стока, добиток, за да добијат државно земјоделско земјиште под закуп за производство на добиточна храна, која што добиточна храна ќе им овозможи поголемо стадо, односно проширување на стадата и пониски цени за добиточната храна, односно пониска цена, понисок инпут, влезна цена при производството на млеко и млечни производи и нормално да бидат нивните производи поконкурентни. Значи, објавуваме јавен оглас кој што ќе биде посебно наменат за сточарите, за да можат да добијат под поволни услови земјоделско земјиште и да можат да произведуваат добиточна храна за своите стада. Посебно што сакам да истакнам е дека во општина Пехчево во изминатиот период од повеќе од 7-8 години инвестирани се преку директни плаќања повеќе од 7 милиони евра како директни субвенции, како директна поддршка на земјоделците, кои што во овој регион најповеќе ги има што се занимаваат со сточарство, производство на млеко, производство на полјоделски култури и можам да кажам дека поддршката која што ја имале во изминатиот период е навистина значајна и овозможила одржување на нивните стада на оние кои што се занимаваат со со сточарство и оние кои што се занимаваат со полјоделски култури и нормално се она што значи дополнителен стимул и подобрување на животниот стандард во селата во оваа рурална општина, заради тоа што општина Пехчево е корисник на средства од програмата за рурален развој во вкупен износ од 24 милиони денари за изградба на улици, значи на излетнички места, на уредување на излетнички места, за подобрување на животот преку инвестиции во инфраструктурата, како што е случај и овде во село Негрево се инвестирани средства од програмата за рурален развој за уредување на улица во ова населено место. Она што можам да истакнам е дека и корисниците на финансиската поддршка од програмата за рурален развој, земјоделците од овој регион, ја искористиле можноста за набавка на земјоделска механизација во вкупен износ од 8 милиони денари во изминатиот период. Сигурно ќе биде на некои површини од околу 1000 хектари, кои што ќе бидат наменети за сточарите и тоа ќе биде наскоро. Огласот веќе се подготвува и ќе биде доставен до владата на согласност за да можеме да го објавиме во јавните гласила. Градскиот пазар во Штип е местото каде што преку целата година се одвива динамична размена на земјоделски производи. Со цел подобрување на условите, таму се преземаат активности за покривање на дел од неговата вкупна површина. Градскиот пазар во Штип е еден од најголемите во источниот дел на државата, каде што преку целата година се одвива жива купопродажна размена на земјоделски производи. Во последниве години се преземаат активности за негова поголема функционалност. На плато 1, што е од 1600 метри квадратни, во тек се изградба на 14 мотежни дуќани и околу 120 до 150 продажни места за овој и за зеленчук. Значи, во оваа фаза очекуваме за овие месец и пол до два пазарот да биде покриен, плато 1 збориме, и изградени дуќаните. Значи, ќе имаме околу 150 тезги што ќе бидат покриени со добри услови, кај што ќе нема да има дождови, временски прилики, какви и да се може да се работи на пазарот, а па во исто време тезгите од плато 1 ќе ги донесеме на овој плато, кај што сме овде на плато 3, кај што ќе имаме околу 160 тезги наменети за продажба на земјоделски производи. Значи вкупно низ целиот пазар што се за зеленчук и овошје ќе имаме некаде околу 250 до 300 тезги. 300 тезги ќе има. Дали тоа е оптимумот на понудата и побарувачката и дали ќе ги задоволи потребите? Вака сега, само имаме проблем 2-3 месеца во сезоната и тоа пазарните денови петок. Целта на покриениот дел е пазарот да работи секој ден. Ситните земјоделци, средните земјоделци од Штип и од околината можат секој ден да доаѓаат да си закупат тезга
затоа што едно време работеше така пазарот и не е проблем пак така да работи. Кога ќе има поголема понуда, ќе има и луѓе што ќе пазаруваат. Но покрај подобрувањето на инфраструктурата, ќе се воведуваат и нови правила кои ќе бидат во функција и на потрошувачите и на производителите. Во иднина ќе се случуваат и други работи, на предлог на групација на пазари предлагаме некои работи што по примерот на Хрватска и Србија, каде што земјоделските производители имат сертификат со кој сертификат докажуваат дека производството е нивно. Значи не можат ништо повише од тоа. И ако има три култури ќе продават. Нормално тоа ќе се контролира. Така да во догледно време и овде тоа ќе се направи. Проблем е често пати ова продажбата на млеко и на млечни производи. Како ќе се регулира? Па вака сега немаме ние тука услови за млечни производи, затоа што во законот пишува дека треба да биде покрај другите документации регистриран земјоделец и од нашата општина само. А такви заинтересирани немавме и затоа не го направивме тоа. Практично сега ќе се толерираат ли тие така што продаваат некои? Пазарот не се продава во околу пазарот, тоа не е наша дејност, не е наша ингеренција. Инаку хроничен проблем не само на Штипскиот пазар е продажбата на млеко и млечни производи по тротоарите. Дали оваа појава може да се елиминира? Значи тоа е проблем секаде во цела Македонија. Истак по некои општини малце повише. Овде кај нас на еден дел се продават посебно млечни производи, зеленчук, нешто и текстил. Инспекцијата контролира? Инспекцијата, комуналните редари ќе дојдат некој пат, али најверојатно не се мокни. Тоа се и сепак луѓе најверојатно што нема ништо да иземат. Пред рубриката за ветеринарството, кратка информација за финишот на откупот на тутунот. Од откупниот пункт во Карбинци се јавува Иван Барбашки. Тутунот се откупува реално и без проблеме на задоволство на производителите. Негде се одбива цената од 185 до 210 и така се задоволни и негде сме откупени околе од 80 до 90 тона. 90 тона, да, до сега. Останува уште колку? Останува негде околе 30 тона да се до крајот на оваа година да се откупи, бидејќи помал принос има, тоа си го времето направи. Каков е квалитетот на тутун? Квалитетот на тутунот е добар, затоа имат и големи цени. Некои зимат и по 250 денара од кило. Исплатата како оди? Исплатата оде од 3 до 7 дена. Редовно. Се е исплатено до сега. Нема проблем. За новата сезона кога треба да почнат да се подготвуваат? Па сега за новата сезона треба да почнат од 1 март и така да треба да земат пак луѓето евидентен лист за да склучат од подрачната единица од Министерството. И треба да се одвива редовно. Од сега е пуштен да се ваде имотни листови порано од ланската година, за да нема на време да завршат. Да, на време да завршат со евидентните листови. Минути за вашиот ветеринар. Во неја ќе стане збор за бруцелозата против која не престанува битката за нејзино сузбивање. Во делот на бруцелозата, каде што од 2007 година беше спроведена акцијата вакцинација против бруцелозата и тоа вакцинација масовна, што значи беа вакцинирани сите единки, како овците, така и козите, а воедно и превентивната заштита кај оние единки кои остануваат за ремонт, односно јагнињата и јарињата. За наша среќа, верувам дека оваа 2016 година на добар дел од сите оние сточари на територијата на општина Штип и Карбинци со задоволство ќе дојдат, односно ќе може да им се излезе во пресрет да се земе крв за испитување на присуството на бруцелата кај овие сточари, конкретно општина Карбинци. Акцијата треба да започне негде во првата половина на месец март,
благовремено ќе бидат сите сточари обавестени, а со самото тоа ќе добијат поволности во смисол на тоа дека ќе знаат, односно ќе бидат информирани за состојбата во стадата, односно здравствената состојба на животните кои ги чуваат. Зборуваме, ќе добијат поволност во тоа што ќе имат здравствен статус и во таква ситуација ќе се во можност да може да ги изнесат своите производи, зборуваме млекото, сирењето, или продажбата на јагнињата или конкретно овците кои беа забранети од 2008 година да се носат на пазарите. Во таква ситуација каде што ќе биде одреден статусот негативен, во смисол нема присуство на бруцелоза, таквите стада ќе може слободно да излегуваат на пазар, на изложби и слободно може да се со нив тргува. Тука е крајот на денешната емисија. Доколку успеавме да го задржиме вашето внимание, гледајте не повторно за 7 дена во истото време. Пријатно и довидување.